Да ни кажете, многу луѓе се јавија, што ви е потребно? Гледаме, не се баш соодветни условите за живот, бебенцето е болно. Да, условите не се соодветни за живот, бидејќи ние не бевме тука, бевме во Германија пред една година. Кога се вратиме немавме каде да живееме, немаме ни куќа, ништо. Тука има во овој обвек две фамилии кои треба да излезат, имаат своји куќи, но ништо не биде и не смести тука во купатилото. Тоа беше купатило, цела година сме тука. Значи на сите соседи што се тука, оваа просторија им беше купатило. Беше преградена целата со чешми, беше со 7 чешми, мислам, да. Отидовме им кажавме, бидејќи не смееме државно да кршиме така на наша глава. Бевме таму, рече не смеете ништо да кршите, но не можеше внатре ниту еден кревет да збере, моравме да ги скршиме чешмите, за да не се отвори поголем простор. Но многу е тешко и без струја и без вода. Водата ние сами ја приклучивме, а струја немаме. 6 месеци бевме без струја, зимавме на почетокот од комшиите, малку се скаравме. После тоа тие исклучија од кога се скаравме и сега после 6 месеци, веќе 2 месеци, зимам од друга соседка, но бидејќи е стара инсталацијата ни дава само колку за една сијалица. Пред малку имавте посета од Центарот за социјални работи? Да, тоа беше за еден записник што правевме за еднократна помош кога се дојдов од болница, за детето беше тоа. Така, земате ли нешто? Земаме само социјална помош. Колку изнесува? 8640. Добро, кажете ни за бебето, колкаво е, какви здравствени проблеми има? Значи, бебето ми е болно од хидронефроза, значи тоа е проширување на чашките на бубрезите, во кое што веќе десниот бубрек му е во втори степен, а левиот бубрек му е во први степен, така што ме праќаат во Скопје сега на контрола кај професор Васич, кај детска клиника, за да видат дали ќе дојде до операција или ќе може да живее со тој бубрек. Така да, кога им требаат гласови, сите се кај нас кај Роми. После тоа никој, кога ќе седнат на столот, одиме таму да бараме помош или нешто, никој ништо не ни помага. Без разлика која партија и да биде. Дали ќе биде ВМРО, дали ќе биде СДС или ДУИ или која партија. Значи, мислам дека тоа е нешто многу погрешно. На ниту еден градоначалник овде, овие луѓе овде, не старата соседка живе овде 30 години. На ниту еден градоначалник не му е текнало да го реновира овој објект. Луѓето немаат каде во ВЦ да одат, со извинени. Во ВЦ каде да одат. Еве и ние нема купатил. Ова им беше овде купатил. Што велат друго некој решение од социјалните служби? Има ли најава за... Никој ништо не ни кажа. Никој ништо не ни кажа. 2-3 пати одевме и кај градоначалникот, но нели сега не пуштаат поради короната. Надвор разборува со еден негов вработен таму. Но ништо, од никој ништо, ниту помош, а има слободни станови и места на кои можат да не сместат и да ни се помогне. Значи просторијата е многу, навистина многу мала, што верували или не, спиме на федери. Што точно ви е потребно, а да не ви зафаќа простор во моментот за бебето, за... Значи, што да купам за бебето? Што ви е потребно да ви помогнат луѓето? Значи, било како, значи дали ќе биде со храна, со облека, со што и да било, значи. Само да ни се помогне дека малку да собереме сила. Средства за лекување потребни ли се? Средства за лекување се уште не, бидејќи треба да одам сега да му се извади книжка, изводот уште нема од тука бидејќи е родено во Скопје. Да му се извади изводот, да му извадам книжка, да го однесам тука кај педијаторот, кај доктор Виолета, таа да го прегледа, па спрема тоа ќе ни каже што како за бубрегот.